Голем број македонски граѓани живеат на Флорида каде ураганот Ирма се повеќе се приближува. Каква е состојбата таму и дали во моментов се наоѓаат на безбедно место? ТВ Нова ги побара одговорите. Бизнисменот Ѓорѓ Ѓорѓи Атанасовски живее во централниот дел на Флорида на Ормонд Бич. Во телефонски разговор рече дека во овој дел од Флорида се уште не демна никаква опасност. Можам да кажам дека тука живеам право на океанот, има малку невреме, ама не е толку лошо како што е на другите делови во Флорида. Али кај нас ако дојде ураган, ќе земаше малку време, тоа може да дојде утре во понеделник. Али ја мислам повеќето ураганот ќе замени на западниот дел, така да овде ние имаме малку невреме, али нема да биде толку опасно. Тука македонци има стотици и тие се уште се во своите домови. Овдека во овој регион живеат мени околу 150 македонци. Оние луѓе што ги знам јас, никој не се прекира, затоа што и пратиме работите што се случува на телевизија. Али повеќето луѓе беа и прекирани од јужниот дел на Флорида. Елизабета Никол, поранешна новинарка од Македонија, живее во Нејплс во јужниот дел на Флорида, каде во моментов состојбата е најкритична. На својот профил на Facebook напиша дека само Господ може да ги спаси од страшниот ураган и дека им е потребна молитва. Преку нејзини пријатели дознавме дека за среќа таа успеала да се евакуира на Атланта и е загрижена во каква состојба ќе ги начекаат своите имоти кога ќе се вратат назад. Прогнозите се дека Атланта ќе ја погоди бура проследена со дожд и грмежи. Нема најави за посериозни временски непогоди предизвикани од ураганот. До македонската амбасада во Вашингтон во моментов не се обратиле за помош македонски државјани. Од МНР велат дека има македонски државјани на островот Сен Мартин каде ураганот зема замав во текот на вчерашниот ден. Од социјалните мрежи дознавме дека има македонски државјани на островот Сент Мартин. Иако островот територијално припаѓа под јурисдикција на Франција и Кралството Холандија, поради географската близина, сепак пробавме да стапиме во контакт уште во текот на вчерашниот ден преку социјалните мрежи, но се уште немаме добиено одговор. Телефонските броеви за контакт со македонската амбасада во Вашингтон, на кои можат да се обратат македонските граѓани во секое време, се 202 390 7418 и 202 667 0501. Од МНР со препорака до македонците во САД постојано да се информираат за ситуацијата, да ги следат упатствата на локалните власти, да не ја потценуваат опасноста и доколку постои препорака за евакуација да ја почитуваат.